Почитувана публика, почитувани учесници на фестивалот. Особена чест ми е што учествувам на овој значаен и многу редок фестивал, кој според мене ја продолжува и најубавата традиција на Скопската филозофска школа, што значи на естетичката лабораторија, основана од нашиот драг професор Павол Вукпавлович. Соработката со Македонската кинотека и естетиката на филмот, тогаш кога јас работев во естетичката лабораторија, беа мојот посебен интерес. Секако, фасцинацијата од филмот и интересот за темите на филмската естетика за мене останаа значајни до ден денес. Токму затоа многу ме радува што вечерва ќе можам да накусо да го представам ремек делото на францускиот Нов Бран, филмот Хирошима Мон Амуа на режисерот Ален Рене, снимен според сценариото на Маргерит Дюрас. Аушвиц и Хирошима се шифри за најголемата катастрофа во 20. век. Тие се траумата не само на тој век. Тие трајно ја потресоа до тогашната увереност во емансипаторската сила на просветеноста, на цивилизираноста, на културата воопшто. Затоа што среде највисоката култура во Европа се случи варварството во логорите на смртта, како Аушвиц, во кои евреите беа убивани како анонимен човечки материјал само затоа што беа евреи. Во таа смисла, Адорно со право рече дека по Аушвиц е варварски да се пишува поезија. Секако, тоа не треба да се разбере буквално. Тоа повеќе треба да се разбере како шифра за потресот што го направи трајно Аушвиц како факт на најголемото варварство, за занеменоста на човештвото пред тоа страдање, за величината на тоа страдање кое што човечкиот ум не може да ја опфати и не може да ја разбере. Во таа смисла, тоа не значи дека воопшто не смее да се пише поезија, меѓутоа таа поезија никогаш повеќе нема да биде таква каква што била пред Аушвиц. Секој изговорен поетски збор треба во себе да го има тој трепет пред Аушвиц. Например, поетот Паул Целан, евреин како и Адорно, пишуваше поезија за Аушвиц, меѓутоа таа не е повеќе поезијата како онаа пред Аушвиц. Неговата фуга на смртта, Die Todesfuge, не е лирика, таа е крик и занеменост истовремено. Ален Рене се обиде првпат на 24 години, 1956 да говори за Аушвиц со силата на оригиналниот документ во филмот Нуи е броја, Нахт und Nebel на германски, Ноќ и магла на македонски. Францускиот текст за овој документарен филм е на поетот Жан Керол, а германскиот токму на Паул Целан. Двајцата го презивеале Аушвиц. 1959 Алан Рене го сними својот прв игран филм, токму за катастрофата во Хирошима, по сценариото на Маргерит Дюрас. Во експозето кон сценариото таа напиша дека за Хирошима не може да се зборува. Може само да се укаже на тоа дека не може да се зборува за таков настан. Уште повеќе, во времето во кое се појави филмот, светот беше во студената војна, поделен во два херметички затворени блока. Сите брзаа да го заборават варварството во Аушвиц и во Хирошима. Западот во оптимизмот на капиталистичкиот прогрес, истокот во оптимизмот на комунистичкиот прогрес. Секако, траумата често се потиснува со фанатична ревност во работата. Филмот збунува уште со наслова. Хирошима, шифрата за атомската смрт на еден град и љубов. Чија љубов? Рене рекол на Дюрас дека треба да го пишува сценариото како литература. Филмот е навистина проникнат од елиптичноста, музикалноста на изразот на Дюрас. Таа го вткајува низ љубовната приказна паметењето на Хирошима со табу темата од Втората светска војна во Франција, љубовта на французинките со германските војници. Филмот не сугерира лажна синтеза, ја покажува раната и ја остава отворена. Не нуди оптимизам за иднината, како просечните антивоени филмови. Ти ништо не виде во Хирошима, и вели неколку пати јапонецот на французинката на почетокот на филмот. Експонатите од музеот во Хирошима,
но и луѓето во болниците. Не се илустрација како вообичаено. Овде документот е фолија за различни перцепции. Јасно е дека секој историски документ е веќе толкуван, зашто и во музеот е поставен во идеолошки и политички контекст. За страдањето за кое сведочат оригиналните снимки од Хирошима или од Аушвиц зборува посредно тоа што тие го оставиле како траума кај жртвите. Тоа понекогаш зборува многу по-силно, многу по-жестоко од филмовите, од оригиналните документи, кои колку повеќе ги гледаме, некако и толку повеќе затапуваме за нив. Од болката, меѓутоа, која ја забележуваме кај човекот што е травматизиран, кај тој што го преживеал Аушвиц, од неговата скршеност, од неговиот немир, само насетуваме колку стравотна морала да биде реалноста во Аушвиц и во Хирошима, и реалноста воопшто во војната. Дурас пишува за французинката во Хирошима Монамуа, дека таа поради траумата која долго ја премочува, се однесува парадоксално. Почнува куси интензивни љубовни врски со мажи кои што само што ги запознала, а потоа има желба да избега од нив. И самата не знае зошто сака да бега, а не знае ниту каде сака да избега. Всушност таа го повторува секогаш одново злочинот за кој била сурово казнета. Таа еднаш на 18 години во родното место Невеја во очите на другите направила злочин, што се влюбила во окупаторот. Другите потоа ја казниле, поставувајќи ја на столбот на срамот, како предавнишка на француската нација. Колку и да верува дека ја заборавила, таа траума уште владее со неа. 1959-та таа тема уште била табу тема во Франција. За тие жени се велело дека тие се оние со истрижените глави. Никој не мислел тогаш е дека и тие жени имаат траума од војната. Нивната љубовна врска со германските војници се нарекувала со презир хоризонтална колаборација. Таа тема има и денес призвук на тривијалност, на недоличност, на ефтиност. Во клишето која владее речиси во сите култури, тие жени се доживуваат како парија, како извалкани, како недопирливи. Често, токму членовите на француската резистанс биле најревностни во казнувањето на овие жени. И Дурас припаѓала на француската резистанс. Некаде вели дека секој писател постојано ја раскажува својата приказна. Тоа станува јасно 3 децении подоцна, кога таа 1984 го објави автобиографскиот роман Љубовникот. И во него 15-годишната французинка во Саигон се влюбува во забранетото. Таа не го почитува табуто, кое не дозволува французинките да се влюбат во домородните и се влюбува во младиот кинез. Французинката во филмот Хирошима Монамуа го крши 2 пати тоа табу. Кога се влюбила во младиот германец, а потоа и кога се влюбила во јапонецот во Хирошима. Таа го прашува каде бил тој кога во Хирошима беше фрлена бомбата. Тој бил војник на фронтот, одговара тој. Јапонија учествуваше во тројниот пакт со Хитлер. Со тоа и незината љубов за него е забранета, но таа и помага да проговори за својата траума од Невеја. Така Невеја се стопува за нив двајцата со Хирошима. Французинката за него го отелотворува Невеја. Јапонецот за французинката ја отелотворува Хирошима. Така тие ја споделуваат личната траума. Клучната шифра за исцелителната сила на љубовта е првата сцена во филмот. Торсото покриено со прашина е загадка, во која на прв поглед не може да се препознае ништо човечко. Во сценариото се вели дека тоа може да е сцена од агонија пред смрт или љубовен акт. Во смртта спасот е прегратката на другиот. Во смртта сите сме голи, а допирот на другиот е извор на сила и утеха. Како впрочем и во љубовта. Човечката фигура на почетокот на филмот е осакатена, пеплосана, безимена материја, на каква беа редуцирани и евреите во Аушвиц. Врз тоа торзо снежи постојано фосфоресцентна прашина.
Во еден миг, ужаснати, сознаваме дека тој чуден снег е атомската прашина која се таложи врз жртвите во Хирошима и ги убива. Таа е символот за смртта, како и пеплосаните тела во редиштата од човечки коски пред гасните комори во Аушвиц се символот за смртта, за уништувањето, безмилосно уништување. Последниот миг, агонијата пред смртта во ова торзо на почетокот на филмот Хирошима Мон Амур се преобразува во слика на живот и станува љубовна преградка на французинката и јапонецот. Сознаваме во тој миг зошто обајцата се гладни за љубов. Тие знаат имено дека само љубовта го буди животот во замреноста, во мртвоста во која траумата ги држи трауматизираните субјекти. Војната живее уште многу долго по незиниот крај, токму како ненадмината траума. Како шифра за вечната војна се појавува во овој филм името Казабланка. Токму во Хирошима ноќниот бар се вика Казабланка. За сцената во која французинката носи униформа на медицинска сестра од Црвениот крст, а јапонецот во тој миг уште посилно ја посакува и предлага да појде со него во неговиот дом, Дюрас пишува дека жените во таа униформа имаат нешто многу еротско за мажите. Медицинската сестра од Црвениот крст е вечната сестра на мажите во вечната војна, пишува таа. Нема поубава мировна порака од иронијата во овие зборови, сватена како критика на милитаризмот на мажите. Ви благодарам за вниманието.